Катастрофалните услови во студентските домови ги кренаа студентите на нозе. Тие се жалат дека најавите за реновирање на домовите остануваат само празни заложби и оти ништо не оди на подобро, туку напротив се влошува. Од организацијата Студентски отпор тврдат дека годинава студентите имаат поголеми давачки и поскапа кирија, а за возврат им е укинати појадокот, под изговор дека тие можеле да си купат јадење со символичната сума на пари која ја добиваат од Министерството за студентски оброк. Студентите се соочуваат со голем број на проблеми во студентските домови. Тоа е неквалитетна храна, мувла, санитарни чуворови, влага, со искршени прозори, изложени се на студ и потенцијална закана за респираторни болести, за уринарни инфекции и слично. Таа додава дека оброците кои што ги добиваат студентите, покрај тоа што се неквалитетни и со ниска хранлива вредност, тие често содржат инсекти, доколку не најдат на слух и разбирање кај надлежните. Најавуваат протести. Секако дека може да се очекуваат протести, бидејќи овие барања и овие проблеми не се решаваат и минатата година, сведоци сме и сега. Проблемот и со студентскиот оброк оваа година, новиот предлог закон, каде што нели ќе пропаѓаат тие пари доколку не се искористат истиот ден, не се префрлуваат за следниот ден. Скептични се дека исплатата на студентскиот оброк ќе функционира со оглед на тоа што лани доцнеше со месеци. Годинава месечната кирија во студентските домови, како што велат студентите, се зголемила на 3945 денари. Трошоците за амортизација на 700 денари. За испринтани 4 листови А4 формат при вселување студентите плаќаат 500 денари. А 300 денари за фиктивната картичка за јадење, која не се користи воопшто, велат студентите. Студентската правобранителка при УКИМ, Викторија Постоловска, вели дека до неа стигнале бројни поплаки од студентите, особено за користење на студентскиот оброк. Начинот кој што се аплицира и се подигнуваат тие платежни картички не е толку едноставен колку што ние си имавме замислено. Тука се разбира многу голем дел од процесот зависи на самите банки и до сега имам поплака дека една од тие банки со која што соработува самото министерство на некој начин не ја извршува својата должност онака како што треба, со тоа што нели наметнува некои други други услуги и слично. Студентската правобранителка вели дека апликацијата за студентски оброк треба да не е толку комплексна и студентите да можат полесно да го остварат своето право. Но додава дека комуникацијата со Министерството за образование не е секогаш приоритет на надлежните и оти често не добиваат повратен одговор. Директорот на државните студентски домови Скопје, Виктор Велевски, не одговори на повиците и прашањата на ТВ Алфа. Одговор добивме само од студентскиот дом Пелагонија, од каде вела дека партиципацијата кај нив останува непроменета. Државниот студентски дом Пелагонија за оваа академска година нема покачување на партиципацијата. Процесот на сместување и вселување на студенти тече тековно, без проблеми и поплаки. Студентите се мобилизираат и најавуваат жестока реакција за проблемите, кои надлежните наместо да ги решаваат ги ставаат под тепих.